Толку јако, за 53 е лифтов. Стигнавме во станицата во Антверп и има на 3 спрата возови. Ќе пробаме да се качиме горе на кровот. Првото замоче. Ова е бриселска вафла. Добре. Добро утро, људи. Повторно од нашата најубава тераса во Брисел. Се надам дека уживавте во претходните влогови, затоа што се спремаме за уште појаки. Моментално е многу убаво времето и е сонце, ама денес одиме во едно градче во близина на Брисел, се вика Антверп, и слично е нешто на градчето на Бриш, на градчето што бевме во претходниот влог. Така да одиме таму малку да прошетаме, да видиме какви се Крисмас маркетите, пак да јадеме нешто и секако што да уживаме. Ама прво, пред да се излезе од дома, што треба? Не да се облечат обувки, не да на здравие. Не да се облечат обувки, не да се облече јакна, него да се стави парфем. Бум. Запамтите како ви кажав. На јаката тераса. Сонцето, да се надеваме дека ќе не дружи цел ден. И тука крипи доле. Замисли да паднеш. Ма не, тоа е лобито, не е крипи. Абе да, ама... Пак. Дете, што правиш? Види. Оф. Ревиус. Добро, ама реално. Мислам. Не ти треба да скокаш. И да, уште е тука растението умрено од сакси. Само не знаеме дали... не. Дали има полетано од некој од овие сакси или има дојдено од комши. Тешка прича искрено. Дојдовме во истата пекара од вчера. Теди си го зеде истиот тост. Многу му се свиѓаше. Ти се свиѓаше тостот многу? Многу. Јас зедов исто багето, само сега со пилешко во кари и некои салатици си му ставив. Така да може да тестираме и сега пиеме вода. Малку да се хидрираме. Толку јако, за 53 е лифтов. Од мене до тебе има 50 метри. Уште не сум до крај. Огромен е лифтов. Одиме на нашето вовче. Се сместивме во возот. Да, возовите се одлични. Инаку, за тие што ги интересира, Брисел е многу поврзан со возеви со многу градови околу него. Така да дори некојаш да се исплати да леташ до Брисел, момент да кажи нешто така. Chers voyageurs, bonjour, bienvenue à bord de cette destination d'Anvers. Prochains arrêts sont Bruxelles Central et Bruxelles Nord. Hvala mnogo. И поврзан е многу со градови околу него и добра железничка има стварно. Брзо се стига секаде.
поврзани например со Париз за сат и пол, со Роттердам, со Амстердам и многу други градови, зашто ги гледаме нон-стоп возовите. Например, овој воз што е сега, што ние го зедовме до Антверп, оди до Амстердам. Така да, доста интересни факти со мето. А сега уживајте во монтажата од патот. Инаку ние сме на втор спрат од воза. Много јако. Пошто се возиме во воз со 2 спрата, нели? Да. Така да много јако вака. Од погоре сме. И доле има уште еден спрат под нас. Стигнавме во станицата во Антверп и има на 3 спрата возови. А? Ја нема виден. Може ова паркинг за возови. Горе. Ние одиме тука, нагоре. Инаку ова е стара станица, пренаменета за нови стандарди. Колку е стара може да се види тука горе. Цела е вака со стакло. И дизајнот го имаат горе, го виде? Зачуван? Еве го. Така да, одиме уште нагоре. Сега сме на втор спрат од Вовчињево. Много е јака станица. Искрено станицата е многу естетика. Многу убаво изработена. Секоја чешто ја зачувале. Браво. Сега одиме каде? Обично сите други станици се модерни. Ова е као види, например, као филм. Много јако. Сега не знам че одиме горе, онде. Да, онде горе. Значи имаат сочувано внатре се од станицава. Много јако изгледа. Тука име зоолошката, само немаме толку време да ја шетаме цела. Мислам, немаме воопшто време да ја посетиме. И овај тука на плоштадчето, само што излеговме од станицата. И еве станицата позади нас. Најаката станица, Жими, све најаката железничка станица. А, што викаш? Победува како најака станица да се што имам виден. Нели? Стигнавме до првата знаменитост што сакаме да ја посетиме. Ова е како некој музеј, ама ние не сме дојдени за музејот, затоа што немаме толку време и ќе ни биде досадно. Ќе пробаме да се качиме горе на кровот и висока прилично зградата да видиме 360 што се гледа. Личи на Майнкрафт зграда. Па да, покажи на снимка. Гледаш како изгледа? Да, коцкаста. Така да следниот кадар е или од горе скроз, или имаме фейл на то и сме на друго место. Пошто прошавме на рецепција и рекла дека можеме да одиме слободно до горе на кровот, така да се гледаме горе. Ветер дува, растора. Ама да видиме како изгледа.
Šta vi kažeš? Da. И стигнавме до првото замоче. Мислам првото, ова е единственото цела прошетка што треба да го видиме. Така да одиме сега внатре во него. Да видиме како е. И да уживаме. Одиме внатре. Да видиме. Јако. Јако. Мислам дека сгрешивме теди. Она му вика, you can go in there. Така да врачек се назад. Назад. Не знам сонце доколку ви смета за да видите. Ама замаче ви му во поглед. Добра. Убаво е многу. Играе сонцето. Да. А иначе тоа е тоа од замокот. Мислам, не е голем, внатре има некој музеј. Така да, убав е само вака од надвор. Тука имаме лиж вафли. И тука има вафли од Брисел. Различни се. Сега ќе пробаме бриселска вафла, затоа што до сега немавме најдено, секаде вакви праја. Секаде такви праја, така да сега теди чека ред да пробаме бриселска вафла. Презентира ја. Ова е бриселска вафла. По-мека е, некако по-пуфкаст. Ајде да пробаме. Болја е другата. Домашната? Подобра таа што е лиж вафла. Ова е вафла што ја пробуваме сите. Што знаеме да ја направиме сите. Многу е basic вафла. Као више да имам пробана. А другата беше многу подобра. Ама, сега пробавме и ќе знаеме. Видите колку јако изгледа. Одиме ваму сега, има KFC, ни се јаде пилешко. Малку да јадеме и да се стоплиме. Теди, како е вафлата? Убава. Убава е? Добро. Па после продолжуваме со шетање. Ама пред тоа, нормално ќе ви снимиме макбен во KFC. Сакам да пробам. Има нешто со Dragon Ball, со терияки, со нешто. Ова изгледа е. Да, терияки, кацу. Да видиме. Земи корни, ја ќе ти дадам ова. Не, помфрит не сакам секако, со колсла се мисли. Pepsi Zero. Ова не ни треба. Така да одиме да ја комплетираме нарачката и ви снимаме. И ни стигна. Да видиме помфритче. Basic. Овде има нешто. А тука е ченката за мене, да. Тука го имаме, да, газиран леден чај. Мислам, интересно, ама... Имаме газиран леден чај за теди. Опа, добро е. Добро е. Истиот леден чај, што е праска само газиран. Ова и тија нешто го за мене. Да видам? Spain. Да. Јута? Не. Limited edition со Dragon Ball. Како јако изгледа.
Evo moja sinić. Ovo je. Да, што има на тоа? Не знам. Некој сос има. Ова не тоа салата. Чуем вкус има. Мубава е. Да го тестираме од Теди. Добро изгледа и тој. Колку добро мириса сосот така, добар? Добар е сосот? И тоа пилешкото држлива. Колку е добро пилешко да направи. Знам дека кај нас има пченка во KFC, ама никој не пробано. Така да дадам половина ова и ќе пробам пченка. Пченка. Моля. Теди не може да го изеде бургерот неизин и за жал ќе мора да го фрлиме. Мора да го фрлиме во мојот стомак. Се приближуваме кај божичните маркети, време. Тука има многу убава катедрала и висока. И вака е ги првите кучички. И треба да продолжиме навака на кај што да луѓето. Да видиме шта има. А, како е? Од 1 до 10 колку ти е ладно? Значи не е 10, ама дува многу. Дува е? Многу, не многу, ама дува. Дува е, види елката како е раздувана. 6 милиона. Елката е раздувана. Ајде да направиме селфи. Ајде селфи. Може да влеземе во катедралата да видиме како е. Конечно на главниот плоштад, а? Конечно. Многу е Убав е, да. И убаво е украсен. Сега имаме едно 200 кучички за шетање. Ама дефинитивно јадеме вафла и Теди што не можете проба. Уште една вафла јадеме. Да. Топла чоколада. Теди треба да проба топла чоколада некој. Ама прво да ви презентираме што се дешава. Леле, многу ми се свичи. Види како се овие поредени. Да. Прво изгледа. Да видиме. Добре. Да пробам. Има точно дина и точно е течно, точно е густо. А вкус? Вкус е многу добар. Значи не е многу благо, многу Да убаво. пробаме. Многу. Не ми се свиѓа. Ама затоа што не пиеш такви, кажи зашто не ти се свиѓа. Сам добро, ја општо не пијам чоколадни млека, ама обично. Ајде, пивкај си. Душата ми се полни. Да.
Нема толку гужва како Бриш. Ја мислам дека најдов појако место за топло чоколадо и мислам дека ќе пијам појако топло чоколадо од тебе. Тоа е. Така да одам да видам сега, има да 80 врсти чоколади да се бираат, да ти стават во чоколадот. Така да си направам за мене комбинација сега. 80 врсти на чоколади. Време да направиме комбинација. Види колку јако изгледа. Му става прво чоколада, па му става млеко обично после одгоре. О, мора да земе. Се дава депозит 2 евра за чаш кава. Ја башам дали може да ја вратам за да не плачам пак за чаш. Што нарече? Класика. 2, 4. Yes. Ајде. Овога, thank you. Види како е. Доли има талок од чоколадата и одгоре е топло млеко. О, ме топли, yes. Признај дека е пубава моја. Признај. Немам пробано. Чекај да видим, ајде да го замешам малку. Доле е цело со чоколада. Се возбудува. Она му не скамна претходни. Им беше само во едно казанче топло чоколадо, више направено. Ама не знаевме, затоа прво прошетајте по сите штамчиња и на крај одлучете што ќе купите за пиење. Теди вика дека беше добро, ама одека појака е причата, го прави пред тебе со топла чоколада, со млеко. Така да, ајде да видиме. Споредба нема, знаеш колку се осеќа белгиска чоколада млечна? Многу е добро. Значи го пробам уште добар и ќе му го дам на Теди. Нема шанси, ја Нема не шанси. можам толку. Да пробаш мора? Мора да пробаш за да кажеш кој е подобро. Ајде видиме. Вручо? Ова е друг вкус. Ова е како топена чоколада баш. Ама не е подобро? Ова е класично. Ова е баш hot chocolate milk. Значи млеко помешано со чоколада. Признај. Точно е дека е така, дека има поише вкусна чоколада, ама е многу поблаго. Ко 60% поблаго. Да. Пивни. Признај. Убаво е. Лайк му даваш? Му давам лайк. Ајде седнем. Може сега да седнеме ваму некаде. Многу е коузи. Више ни е многу ладно. Се смрзнавме. Така да толку од Антверп. Еве да го поздравиме. Си поминавме супер. Најдоброто топло чоколада го испивме. Моето беше најдобро. Не тоа Теди што го одбрав. И сега одиме со Вовчето назад во Брисел. Најверојатно дома и ако гладнеме по трети ден ќе нарачаме некаде сендвичара и ќе ви снимаме пак. Ја не нарачувам бургер, не сум досаден. Погодите што? Бевме гладни и пак нарачавме нешто за јадење. И за жал, бургерите кај што ги јадеме 2 дена поред беа затворени. Така да нарачавме на друго место и да ви презентираме што нарачавме. Ја имам пеперони пица. Многу јако изгледа. Тука има некој чили сос. Имаме 2 пијачки. Ладни, респект. 0 за мене се разбира и за Теди ја исти.
изгледа. Смеш бургер некој. Ама добро изгледа. И мириса добро. Така да одиме да го демолираме јадењето. Цата беше лудница. Се најадовме и сега е време добро да се наспиеме и одмориме. Се надам дека уживавте и во ова видео од Антверп, Белгија. Вие го гледавте Мето, не забравајте да ставите лайк. А ние се гледаме секако дека во некој наредно видео. Чао!